Добар ден, почитувани. Ова е најновата Телма амбуланта, што може да доведе до фацијална пареза, со што доведува до асиметричен изглед на лицето. Како се препознава, диагностицира и лекува, ќе прашаме професор доктор Драгана Петровска-Цветковска, невролог. Исто така ќе слушнеме и една лична битка со фацијалната пареза. Ќе ни ја раскаже Весна Дигодиновска, која работи како истражувач во медиумскиот невладин сектор. Следува едно интересно издание на Телма амбуланта, затоа останете на Телма. За личната битка со фацијалната пареза, денеска во Телма амбуланта разговараме со Весна Никодиновска, која работи како истражувач во медиумскиот невладин сектор. Весна, добре ни дојдовте во Телма амбуланта и добар ден. Здраво, Марија, драго ми е што сум гостин во вашата емисија. Вие со фацијална пареза се соочивте во средношколските денови. Се сеќавате ли како забележавте дека нешто не е во ред со вашето лице на првиот симптом? Ви паѓа ли тоа некако на ум? Што се случи? Се обидував, додека се договаравме за гостувањето во вашава емисија, се обидував да се присетам какво било тоа искуство, бидејќи беше многу одамна. Јас бев средно училиште, мислам дека беше на околу 15 на години. Меѓутоа, некако кога ќе почнеш да размислуваш на тоа, ти се враќаат и сликите, и доживувањето, и искуството низ кое што сум поминала тогаш. Како го забележавме? Моите родители беа многу онака внимателни родители во однос на нашето здравје, беа многу алертни и брзо реагира на каков било симптом кој што можеше да ни се појави, би можел да ни се појави. Така што тие што први ги забележаа промените. Ги забележаа промените на моето лице, бидејќи јас немав никакви болки, не чувствував буквално никаква промена, се дека едно утро тоа така нагло се случува, нели? Можеш да се разбудиш наутро и веќе да има промена на твоето лице. Забележаа дека не можам да се насмевнувам убаво, дека не можам да ја подигнам веѓата, дека не можам да го склопам окото, така што тоа беа тие први неколку симптоми кои што веднаш го вклучиле алармот кај моите родители и многу брзо завршивме на клиника. Се сеќавам дека тогаш престојував во болница некое време, мислам дека околу една недела. И сега не знам... Се сеќавате на првиот момент кога се видовте во огледало? На првиот поглед во огледалото? Се сеќавам затоа што на почеток симптомите беа поблаги и потоа после ден-два почнаа да се интензивираат. Да. Затоа што и дури тоа кога сме деца, многу работи не ги сваќаме така сериозно како што би ги сватила например сега кога сум возрасна. Се сеќавам дека на почеток беа поблаги, меѓутоа следните неколку дена се интензивираа симптомите. И тогаш веќе почна да се забележува. Значи не можеш воопшто, чувството е непријатно, не можеш воопшто да се насмевнеш, да ја помрднеш веѓата и дури во сон не можеш да ги склопиш двете очи, окото, не можеш да го склопиш. Јас имав пареза на левата страна на лицето, така што генерално тоа непријатно е чувството. Немав никакви болки, меѓутоа чувството е непријатно. Со какви предизвици се соочувавте во првите денови? Можевте да се напиете вода, да џвакате, да голтнете храна? Јас немав такви проблеми, можев и, мислам, сето тоа не ми представуваше проблем, само изгледот на лицето беше, мислам, особено во такви тинеџерски години, кога сме многу чувствителни, нели, буквално се може да не погоди, тогаш ми беше непријатно чувството како изгледам и како ќе ме гледаат други. Значи емоционалниот стрес тука беше подоминантен, можеби од стравот што се случува? Знаете, кога не ве боли ништо и кога сте дете, не размислувате, едноставно се функционира. Немате болка и тоа си продолжувате да си функционирате. Меѓутоа, самиот изглед на лицето кога веќе почна да се приметува, да биде забележливо, создава една непријатност. Мислам, создава непријатност и од околината и како другите ќе ве гледаат. Имаше љубопитни погледи? Како изгледа реагира и со учениците? Знаете како, јас не се сеќавам многу на тој период, меѓутоа една недела помина во болница, потоа лекувањето продолжи дома, така што таа состојба трае од прилика околу 1 месец, траеше од прилика околу 1 месец, така што веќе кога сум се вратила во училиште, состојбата веќе се ублажи. Беше ублажена, можеби не биле симптомите комплетно повлечени, меѓутоа беше прилично ублажена за разлика од почетокот. Нормално е дека, мислам, и самиот очекуваш дека ќе те прашуваат или пак ќе бидеш изложен на непријатни погледи, на љубопитни погледи, дека луѓето ќе се прашуваат што ти е. Мислам дека
Заради тоа е потребно да се разговара на овие теми. Потребно е да разговараме и со децата, и со другарите на нашите деца, и со родителите на другарите на нашите деца, затоа што тоа се состојби кои што се менливи. Јас сум имала среќа оваа состојба да не остави никакви последици. Иако има случаи кога останува, во зависност од причините, нели? Остава трајни последици. Меѓутоа, бидејќи е милива состојба, тоа ќе помине. И затоа е потребно да разговараме меѓу себе, дали преку ваков разговор, дали со пријателите и со, како што реков, со родителите на тие што не се блиски со нашите деца, за да можеме да споделиме таа информација, за да можат, наместо да бидат изложени на непријатни погледи и љубопитност од средината, да можат да добијат подршка. Океј, ќе помине. Така е. А како изгледаше терапијата? Беше ли болна? Беше ли исполнета со предизвици? Потребно ли беше да се прави редовна физикална терапија? Никакви вежби за лицето? Што вклучуваш? Како деца предпоставам дека сите го имаме тој страф од инјекции, затоа што во минатото кога ние растевме, тие беа вообичаено на секоја настинка добивавме инјекции, така што јас бев многу исплашена. Меѓутоа терапијата вклучуваше инјекции баш во нервот, во фацијалниот нерв. И тие денови додека престојував во болница. Не се сеќавам на конкретната терапија која што можеби ја примав од типот на таблети или пак некакви лекарства, затоа што јас бев дете, имав 15 на година. Но инјекциите не се забораваат. Но тоа чувство и тој страф се уште ми останал, особено што е на едно непријатно место позади увото доаѓа некаде кај нервот, таму ги примав инјекциите. Знам дека ми покажаа вежби за мускулите на лицето, за да може да се опуштат тие мускули што се засигнати. Поминував многу време пред огледало, нели, неколку пати на ден, за да може тоа што побрзо да помине. Потребно ли е големо трпение во тој процес? Секако и големо трпение и одговорност, значи бидејќи тоа што е направено во болница, подоцна те пуштаат дома и дома веќе одговорноста е моја. Значи таа одговорност кон вежбите, кон вежбањето, меѓутоа секој од нас веројатно го движи тој мотив дека сакам што побрзо да ми помине и заради тоа веројатно ја одржував таа дисциплина и таа одговорност да можам да вежбам неколку пати на ден мускулите на лицето, за да може да се опуштат што побрзо. Постоеше ли стравување дека можеби нема да помине доволно брзо или дека ќе останат последици? Искрено, неколку пати во животот ми има текнато на таа ситуација и дали можеби некогаш би можело да се повтори, тоа ми беше голем страф. Кога ќе помине, додека траеше, кога ќе помине, мислам, тоа е чувство, затоа што тоа е состојба која што трае подолго време. Трае неколку недели, месец дена, до неколку месеци може да трае. Така што таа неизвестност секогаш е тука, предпоставам, сите ја доживуваат. Јас дури имам и неколку и роднини и пријатели кои што се соочиле со истата дијагноза и можам да ја видам таа состојба, друго е кога можеш да ја видиш кај другите таа состојба од страна, да, и свесна сум како изгледа и нивното чувство и моето чувство, се идентификуваш во тој момент. Меѓутоа, тој страф неколку пати ми се вратил во животот. Дали можеби некогаш тоа би можело да се повтори под никакви околности? Читате на таа тема? Порано да, затоа што, знаете како, кога бевме помали, кога бевме деца, тогаш немаше интернет. Ние сме од таа генерација пред интернетот да почне масовно да се користи. Тогаш и, знаете, не го ни сваќав толку сериозно. Не ни сваќав дека тоа може да остави трајни последици. Затоа што, како што спомнав, ништо не ме болеше, се попушти состојбата после неколку недели до месец дена и едноставно готово помина. Меѓутоа, вака сега кога на неколку пати се навраќам на тоа искуство, почнав да читам повеќе и денеска баш додека се подготвував за емисијава што би можела да кажам, баш поминав онака да видам каква е таа дијагноза, каков е третманот денес, например, што се случува денес. И сваќам дека неколку пати во животот сум истражувала, сум читала, меѓутоа не би сакала да се повтори пак. На никого не би му го посакала искуството. Иако е минливо и во најчест број на случаи, во најголем број на случаи е минлива дијагноза, во зависност нели од
причините кои што ја предизвикуваат, поминува. Се сеќавате ли на моментот кога забележавте дека започнува подобрувањето и дека сеќе биде во ред? Па да, тоа некако одеше бавно, но спонтано. И во еден момент, веќе кога забележав дека можам да ги подигнам двете веги и дека можам да ја раширам убаво насмевката, сватив дека е поминато. Размислувавте ли што може би ја предизвика оваа состојба кај вас, бидејќи има низа митови кои што се поврзани со фацијалната пареза? Еден од митовите е нели причината за сите болести на Балканот промаја. Дури мислам тогаш и моите родители немаа многу информации, знаете, мислам тогаш треба да се консултирате со доктор за да ви ги каже причините. Во тој конкретен момент немаше актуелна причина. Значи, веројатно била некоја вироза. Јас како дете бев многу болежлива. Веројатно била некаква вирална инфекција која што може би го предизвикала оваа дијагноза. Можете ли да дадете некаков совет кон сите оние кои што минуваат низ еден ваков животен предизвик? Да, секако. Прво, минливо е. Треба трпение, треба одговорност. Значи, потребно неколку месеци да поминат. Потребно е да бидете одговорни кон докторите, кон терапијата што ви ја дале, кон вежбите кои што треба да ги практикувате. Јас претпоставувам дека денеска медицината е напредната и дека можеби третманот на оваа дијагноза е поразличен од тогаш. Меѓутоа, јас секогаш верувам на докторите, значи верувам во медицината и тоа ми е првото правило. Тоа е првото. Втора работа е што треба да бидеме информирани. И како родители, особено сега кога јас сум родител, ние учиме како што растат нашите деца, учиме многу работи. Од убавите работи учиме и многу непријатни ситуации со кои што и тие и ние се соочуваме. Битно е да бидеме да реагираме брзо, да реагираме веднаш, со намера да се спречат евентуални, можеби, негативни последици кои што би можел некој да ги има. Не зборувам само за оваа дијагноза, веројатно тоа некое правило кое што треба да важи за сите, за сите ситуации, за сите родители. И третото е на овие луѓе што се засигнати со оваа состојба, потребна им е поддршка. Наместо исмевање, подсмев или пак непријатни погледи од околината, што може би е случај кај јас како што сум била тинејџер во чувствителен период од животот. Во таков чувствителен период во животот, значи особено на тие возрасти кога децата нели се ги погодува, треба да се биде многу внимателен. И затоа треба да разговараме со нашите деца доколку се соочат со некој другар кој што има слична ситуација, кој што е во слична ситуација, меѓутоа и со родителите, затоа што ние не знаеме многу работи. Се случуваат работи кои што не сме ни помислувале дека може да ни се случат. Немаме ниту информации, затоа што секој родител нормално сака детето да му е здраво и оди со таа предумисла дека се е во ред. И секако тоа би требало да биде некое правило, мислам, кон кое што се придржуваме и да работиме на тоа. Меѓутоа, треба да ги споделуваме овие информации меѓу себе за да бидеме свесни што може би се случува. Претпоставам дека сето ова денеска и го промени вашиот поглед кон сопственото здравје, повеќе одмор, помалку стрес. Знаете како, јас мислам дека секој од нас треба да има барем базични информации за сопственото тело, за тоа како функционира нашето тело, основни информации за медицината, треба да го познаваме добро нашето тело. И веројатно на секој симптом, што и да се случи најмала промена, може би е претерано, но во некои ситуации тоа може да спречи негативни последици. Големо благодарам што ја споделивте вашата приказна со гледачите. Благодарам на поканата, Марија. Почитувани, останете на Телма, ние во продолжение на емисијата ќе ги разгледаме сите медицински аспекти поврзани со фацијалната пареза. За фацијалната пареза денеска разговараме со професор доктор Драгана Петровска-Цветковска, невролог од Универзитетската клиника за неврологија. Професорке, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добре ве најдов, Марија, секогаш на огромно задоволство да разјасниме некои дилеми и проблеми со кои што се соочуваат луѓето, како што е конкретно воведно говоревте со човек, со жена што е поминала на вистина непријатни моменти со периферна пареза на фацијалниот нерв. Така се случува понекогаш кај одредени пациенти да дојде до олабавување и до пареза, односно тоа исто што и парализа?
на едната страна на лицето. Градуации на тежината. Пареза е кога е телумна одземеност на мускулатурата, а парализа комплетна имаме, неможност воопшто да ја придвижува таа мускулатура која што е инервирана од некој оштетен нерв. Значи неподвижна едната страна на лицето, така? Или делумно подвижна. Кои се најчистите причини кои што доведуваат до ваков проблем? Дали секогаш е фацијалната пареза или пак може да биде мозочен удар? Така е. Постои една јасна дистинкција помеѓу овие две состојби. И тоа го учиме, да кажам, уште за време на нашите студии на медицински факултет, ги учиме и нашите специјализанти. Особено битно да се направи препознавање дали станува збор за еден од знаците на мозочен удар или пак станува збор за периферен тип на пареза на фацијалниот нерв. Едноставно е, нели, кога ја познаваш проблематиката да ја направиш таа дистинкција, заради тоа што кога станува збор за мозочен удар, имаме само спуштање на усниот агол. Значи, искривувањето е со спуштање на усниот агол. Односно, кога ви зборува лицето, приметувате дека лицевата мускулатура на устата бега на здравата страна, а додека пак зафатената страна останува спуштена, односно нема никаква мимика. Додека кај периферната пареза на фацијалис, како што јас сега не изборувам, комплетно едната половина од лицето се случува да заостанува. Што значи тоа? Тоа значи дека не може да го движи челото, тоа значи дека не може да трепка со окото, односно да го затвара окото, и тоа значи дека тој устен агол од истата страна заостанува. Вообичаено, да надополнам или за мозочните удари, да не се исплашат пациентите дека секоја таква пареза значи мозочен удар. Кај мозочниот удар не е само таа централна пареза на фацијалниот нерв, односно на лицевиот нерв, на народен јазик да се изразиме, тоа е обично комбинирано и со некаква слабост, неспретност на раката на ногата, пречки во говорот, може да биде комбинирано и со не знам, нестабилност во движењето, вртоглавица и така натаму. Постои ли некој брз аматерски тест со кој што може да се направи дистинкција помеѓу овие две состојби? Постои, секако постои. Да, да речеме, тестот со веѓата, со наборувањето на челото. Набери го, тој го правиме нели при нашите прегледи, набери го челото, гледаме дали двете веѓи еднакво се подигаат или едната воопшто не се подигнува. Затвори ги силно очите, значи пациентот ги стиска очите, воколку имаме белова парализа, тоа око нема да може да се затвори, нели покажи ги забите и при тоа гледаме здравата страна убаво се растегнува, додека пак парализираната страна не може да направи такво движење. Дали секој ваков случај го третирате како мозочен удар, се додека не се докаже спротивното? Па не секој, бидејќи има јасна клиничка слика, не секој, периферната пареза е воочлива. Мислам, еве и од видеата што идат во позадина и од сликите од пациентите, навистина воочлива. Значи лесно се препознава. Лесно се препознава, но морам да споменам дека не секогаш парализата на вака од периферен тип е секогаш од периферен тип. Имаме понекогаш и мозочни удари, каде што заради оштетување на јадрото на фацијалниот нерв во мозочното стебло, имаме таква периферна пареза на фацијалниот нерв, комбинирана со неспретност или слабост на раката и ногата, често пати комбинирана и со други кранијални нерви и нели баш ради тие комбинации со проблемите со раката и ногата можеме да воочиме дека таа периферна пареза не е периферна, туку е застигнато јадрото, односно очекуваме дека мозочниот удар е во мозочно стебло. Професоре, каков е тој фацијален нерв? Зашто е задолжен? Тој фацијален нерв е мешовит нерв, меѓутоа генерално има моторна функција, да ни ја дава оваа мимична експресија што ја правиме, нели, додека зборуваме, ни овозможува да трепкаме, да ги движиме мимичните мускулатури, да учествува нели во делумно и во актот на жвакањето, во движењето на устната. Има генерално 3 гранки. Кога имаме периферна пареза и на фацијалис, применуваме диагностика. Дали имаме колкава е парезата, дали имаме знаци за опоравување на нервот, со една техника, метода, неврофизиолошка електромиографија, при што ги гледаме трите главни мускули кои што се инервирани од овој нерв, односно нивната функционалност.
Тоа се челниот мускул или мускулус фронталис, тоа е орбикуларис околи, кој што ни овозможува да ги затвараме очите, и орбикуларис орис, кој што ни овозможува да го правиме ова движење на усните. Што доведува до воспаление или пак до оштетување на овој нерв, што резултира со фацијална пареза? Да, мислам дека треба некои митови убаво почнавте. Еве ќе започнам со првиот мит. Дали промајата може да доведе до фацијална пареза или пак ако дома излеземе со влажна, со мокра коса во зимски период, се зголемува ризикот за ова состојба? За првата состојба, односно нашиот балкански мит, промаја, познат синдром само на Балканот и никаде надвор од Балканот, апсолутно нема никаква поврзаност, иако се уште слушам, нели, кога се зима анамнеза, да не сте работеле на промаја, дали ви биле отворени прозорите и вратите и така натаму. Додека се возите во автомобил, да. Или да, ако е отворена. Директно не. Директно не, топло-ладно, може индиректно да делува, бидејќи брза промена на температурата може да доведе до проблем. Секако доведува до шок, до стрес на самиот организам и може, нели, индиректно, не велам директно. Она што директно делува е инвазија од, најчесто, нели, збориме, инвазија од некаков вирус. Кој е најчестиот причинител? Herpes simplex вирус, оној кој што ни ги прави плекчињата на усните кога сме, нели, во услови на некој стрес, настинати и така, односно во услови кога имаме нарушен имунитет, значи нарушениот имунитет, активацијата или реактивацијата на вирусот може да доведе практично до појава на периферна пареза на нервус фациалис. Покрај овој вирус може да биде и варичела зостер вирусот, не така ретко, тоа е вирус кој што знае да стои зачаурен во нервниот систем, во ганглиите на нервните клетки, тука да шета и да еруптира и да прави проблеми. Инфлуенцата, односно грипот, и тоа е, нели, вирус кој што може да доведе до периферна пареза на нервус фациалис, автоимуни состојби, да не ги забравиме, автоимуните болести, и не толку често, но се случува да биде како причина травма или некоја туморозна формација, и заборавив да споменам, бидејќи тоа е повеќе во областа на третман од страна на оториноларинголозите, воспаление локално на увото. Воспаление локално во увото може да доведе до проширување на самото оштетување, едем и така натаму, инвазија на вирусот и да го оштети од излезиштето практично периферниот дел од фацијалниот нерв. А дали лајмската болест може исто така да доведе до ваков проблем? Лајмската болест доведува, може, и пак ќе кажам не баш директно. Лајмската болест знае да го засегне централниот нервен систем и да ни даде да не доведе во ситуација да добиеме некакви флекички промени во мозокот, кои што се налик на демиелинизаторни, меѓутоа, поготово ако имаме висок титар на ИГМ, односно активна лајмска болест, поинаку се третира визави останатите демиелинизаторни болести. Тие се во домен на третман на инфектолозите со долготрајни високи дози на антибиотици. Кои грешки најчесто ги прават пациентите? Лајмската болест, само да објасниме, е болест од крлежите што ја добиваме. Так. Кои се најчестите грешки што ги прават пациентите кога самите се обидуваат дома да се лекуваат, бидејќи веруваат како промајата довела до фацијална пареза, па понекогаш лицето го дува директно со фен или пак со грејалка, се загреваат. Дали е тоа корисно или опасно? Топлат крпи, па жешка крпа нели се става на лицето, па се трља, се масира и така натаму. Апсолутно треба да се обратат на доктор. Докторот се знае како да третира. Што побрзо се дојде до доктор, толку подобар ефект ќе имаме на опоравување на нервот. Нема да чекаме, оваа состојба што ја гледаме позади, спонтано нема да помине. Значи, таа треба прво да ја диагностицираме, причината, и да ја третираме час поскоро. Секогаш ја откривате причината? Не секогаш ја откриваме причината, зашто? Заради тоа што генерално третираме, како се вели тоа, терапија магна. Значи, третираме со кортикостероиди да го намалиме отокот, третираме со виростатици,
иако понекогаш е веќе доцна, знаат пациентите да чекаат ден, 2, 3, 4, веќе виростатикот нема делотворност, третираме со антибиотици и нели пациентите ги упатуваме час поскору да почнат и со физикална терапија. Зошто? За да самиот нерв почне постепено да се ја враќа функцијата. Штом нервот почне постепено да ја враќа функцијата, ќе се врати и нели инервацијата, односно ќе се врати мускулатурата. Ќе ги вклучиме гледачите, почитувани од тој момент. Емисијата е контактна, добре дојдени се и вашите прашања. Дали е неопходна хоспитализација кај лицата кои што имаат фацијална пареза? Така кажам, во зависност од причината. Ако е вирусна, очекуваме најчесто е токму вирусна инфекција, ги третираме амбулантски. Ако станува збор за некоја посериозна состојба од типот на траума или од типот на туморозна формација која што прави компресија на самиот нерв, секако дека бара болничко згрижување се со цел да се санира самата причина која што довела до повреда, притисок на нервот. Неопходни ли се инекции директно во нервот? Не. Како што некогаш се третира оваа состојба? Па веројатно не го знаеме тоа време или го знаеме делумно. Не, директно не се аплицираат никакви инекции. Терапијата е во форма на таблетки. Добре. Се дава нели подредена шема. Шемата не трае лекувањето 2-3 дена, трае малку пролонгирано, бара дисциплина, бара на време зимање на терапија и контрола повторно нели кај невролог или кај оториноларинголог, пак ќе кажам, во зависност од причината, со цел да се следи состојбата и можеби нели да се направи корекција во самата терапија. Ќе го вклучиме првиот гледач во денешната Телма амбуланта. Добар ден за него. Добар ден. Повелете, во програма сте. Јас се јавувам од Битола. Така. Имам 64 години сега, а пред 8 години добив пареза фацијалис. Така. Периферна? Дали беше периферна? Така, добро. Периферна. Снима на магнет, компјутер, ЕЕГ Скопје, па одев на невролог, па одев на ботокс во Скопје. Од таблети земам само тегретол. Мене устата кога ќе зборам, ми се врти левата страна на устата, ми се искривува. И окото не нон-стоп, него на секој 5-6 минути се затвора и не можам да го отворам. Така. Не можам да го отворам. Имам правено терапија, физикална терапија во Битола, во болницата. Имам многу одедам на невролог. Се направив, Се направивте, но симптомите, дел од симптомите понатаму се 8 присутни. години помина, секаде појдов и ве молам да ми кажете кај да се обратам. Така. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Значи, никогаш може да не се повлечат симптомите со години. Не секогаш, никогаш остануваат и трајни последици, како што е веројатно случај со господјата која што се јави. Да, направила една серија на испитувања. Веројатно се сите суреден наоди, такви се обично кај пациентите кај кои што имаме периферна пареза на нервус фацијалис. Последици остануваат секако и затоа нели сте направил обид со ботулинум токсин да се направи некоја корекција на фацијалната мускулатура. Да се опушти всушност мускулатурата? Па да се опушти, да, бидејќи она има и неконтролирани грчеви, да кажеме, на мускулатурата. Затоа, она што треба да го пренесеме, да го чујат сите, е тоа дека треба час поскоро да се препозна и час поскоро да се третира. Колку побрзо почнеме да го третираме овој проблем, толку помали последици ќе останат. Не е секогаш така, но најчесто, во колку навреме почне да се третира, кај последиците се многу помали визави во колку се доцни со отпочнување на третманот. Особено е битно и пролонгирана физикална терапија.
првично се стартира со третман околу едемот, отокот кој што го притиска лицевиот нерв, за да потоа, во колку нема подобрување, се продолжи со електростимулации и други процедури кои што ќе помогнат да колку што е можно повеќе се опорави зафатениот нерв. Сакав да напоменам, кога говоревте за гревањето со фени, крпи и така натаму, она што е битно во тие моменти, она што можат сами да преземат било кој пациент кој што има периферна пареза на нервус фациалис е кога спијат да го затворат окото. Често пати како компликација имаме инфекција во окото, зашто кога спиеме, очите сами по себе се затвараат, ама тоа око не може да се затвори, да користат вештачки солзи додека трае процесот на опоравување и да ги прават овие едноставни вежби кои што ние ги правиме при самиот преглед. Значи да го растегнуваат колку што може фронталниот мускул, кој што има двојна инервација, да ги затвараат очите, значи тоа да се вежба, да джвакаат мастика, да свиркаат, за да го активираат, да потпевнуваат дома, иако не им се пее во тие моменти, меѓутоа нешто да се прави што е можно повеќе да се активираат мускулите кои што во моментот не добиваат адекватна инервација, односно не добиваат нервни импулси за да ги прават оние движења за кои што се одговорни. Уште една гледач ке постави прашање во продолжение на денешната емисија. Добар ден. Добар ден. Добив знак дека уште еден гледач очекува вклучување во Телма амбуланта. Ево уште една шанса за него. Добар ден. Се исклучи. Добро, ние продолжуваме. Понатаму, споминавте дека е неопходно да се покрие окото, бидејќи останува отворено. А што е со оние лица кои што имаат проблем со голтањето, со джвакањето, со пиењето вода? Како се решава тој проблем? Фацијалниот нерв не ги инервира тие мускули, значи не би требало, ако е периферна пареза на нервус фациалис, да имаат пречки со джвакањето и голтањето, освен, пак ја кажам, во услови каде што е оваа манифестација дел од една богата клиничка слика на мозочен удар во мозочно стебло. Тогаш знаат повеќе јадра на кранијални нерви да бидат оштетени и може пациентот да има проблеми со актот на голтање. Апсолутно овие пациенти се хоспитализирани и се третираат во болнички услови. Оно што може овие пациенти да го имаат е да имаат нарушен осет на јазикот, како дополнување. Другото, нарушување во смисла на пореметување со актот на голтањето, не би требало да го имаат. Ајде да слушнеме уште еден гледач во денешната емисија. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Поздрав многу до докторката. Ви благодарам. Од неја сам, она ме излекувало, од неја сам наносе. Така. Ама в последните 5 години многу тешко се дојде до термин. Тоа е вечното прашање во денешната емисија, како да се дојде до термин кај докторите кои што гостуваат во емисија. А иначе докторката ме дигна на нога. Ви благодарам за вклучувањето во програма и пациентот благодарение на вас застанал на ноза, но тешко се доаѓа до термин. Навистина не знам зошто тешко се доаѓа до термин, со оглед дека сум доктор кој што секогаш работи изден со години наназад во амбуланта. Имам секоја недела во четврток по 18 термини. Генерално прегледувам уште толку екстра пациенти. Мислам дека баш до мене многу полесно се доаѓа отколку до другите доктори. А секако термините, да кажам, како за сите доктори, така и за мене се достапни, така да на време треба да се фаќаат. Искуството од 20 и кусур години само по себе наметнува огромна бројка на пациенти каде што сум матичен невролог и таа бројка нормално се зголемува од месец во месец. Веројатно е тоа проблемот. Но секако знаат сите мои пациенти дека ретко кога се вратени.
Професорке, обично колку време треба да помине за да се забележи подобрување кај пациентот со фацијална пареза? Значи, ова бара трпеливост. Трпеливост. Воколку е лисна пареза, би требало да помине брзо, значи никаде за 2 до 4, максимум 6 недели. Ако е средно тешка пареза, обично може да трае опоравувањето некаде до 2 месеци, додека пак ако е тешка пареза, опоравувањето очекуваме да трае и подолго, дури и до една цела година. А ако перезистира после цела година, тогаш ние како доктори велиме дека е тоа дефинитивно оштетување, нели се насочуваме повеќе кон една, да кажам, корекција во однос на фацијалната мускулатура за нели да не смета токму таа асиметрија, а знае да смета. Сепак лицето е украсот на секој човек и секоја ваква асиметрија го фрустрира. Го прави да е несреќен, почнуваат да се сокриваат со коса, избегнуваат комуникација вербална, се затвараат. Е сериозен проблем, да кажам, ете ваква асиметрија во однос на мимичната мускулатура како последица. Пред да го вклучиме гледачот, ботоксот би можел да биде некакво решение во тие ситуации? Тоа е, корекција, тоа е веќе корективна... Естетска корекција. Естетска корекција е така, естетска корекција е, но секако ќе даде, да кажам, подобрување во однос на симетричноста на мускулатурата. Ајде да слушнеме уште едно прашање во денешната тема амбуланта, секако поставено од гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете, во програма сте. Дали може да ми каже докторката да ми каже Ке ве замолам да го следите разговорот преку слушалката, намалете го тонот на телевизорот, тоа е единствениот начин за флуидна комуникација. ред. Така, значи сакате одговор од докторката на кое прашање, да го слушнеме прашањето? Прашањето е имам мозочен узор добиено, али не има преписано невропротек едни апсија и неоцерепин. Јас слушам дека има 10 на позитивна листа. Овие се 1700, 1500, некој полски. Дали може нешто друго да се смени? Нешто друго како замена за да затоа што било финансиско оптоварување. Така, добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Можете да дадете вака насока во програма или сепак треба да се видите со пациентот кога станува збор за промена? Насока за секој пациент е дека ОТЦ препаратите не лекуваат, а се доста скапи. Тоа се дополнителни, да кажам, лекови кои што можат делумно да доведат до подобрување кај пациентите. Она што лекува, согласно медицина базирана на докази, е група на лекови, кои што го штитат пациентот или велиме, ние тоа го нарекуваме секундарно го превенираат од повторен мозочен удар. Секако пациентот воколку имал прв мозочен удар, маломозочен, колку што го разбрав на крајот од разговорот, тоа и не остава толку сериозни последици, освен некоја така дискретна разнишеност, но нели е еден силен аларм дека може да се повтори, заради тоа треба да го заштитиме со лекови. Она што се лекови, а не се ОТЦ препарати, туку се лекови од групата на антитромботична терапија, значи во зависност од причината. Најчесто тоа се ацетилсалицилната киселина, клопид до грелот, во комбинација со антилипидници, односно лекови за масти, и тоа е согласно медицина базирана на докази. Ако е аритмија во причина, како причина се извинувам, во тој случај даваме антикоагулантна терапија, односно порано беше синдром по шема, а сега се даваат новата генерација на антикоагулантни лекови кои што не бараат толку чести контроли кај трансфузиолог.
Тоа е тоа што треба да го пијат и она што треба да го сменат е секако навиките. Јас постојано ги говорам, можеби малку станувам и досадна на телевизија, меѓутоа навиките мора да се сменат. Така. За да дојдеме до ситуација да имаме мозочен удар, покрај генетиката што ја носиме е особено битно и начинот на кој живееме. Главните ризик фактори кои што доведуваат до прв, а посекако ќе не доведат во втори, трет мозочен удар или срцев инфаркт, или тоа е циркулација, не можеме да ја поделиме. Едното е последица на срцето, другото е последица на мозокот, е како главен фактор неконтролиран крвен притисок. Дијабетот, покачените масти, дебелината, непокретноста, пушењето, значи многу фактори и многу одрекувања бара. Од корен треба да се ОТЦ препаратите нема да не доведат до ситуација да се заштитиме, освен или она што го кажав како медицина базирана на докази, но она што треба сите да го направиме нели е да ги смениме навиките. Промена на животниот стил. И да пешачи, значи да се движи, да не биде затворен дома. Секое чекорче е добре дојдено во подобрување на циркулацијата. Ние може колку сакаме да даваме ацетилсалицилна киселина, ама движењето е тоа што ни ја турка циркулацијата низ телото и на тој начин не штити од еве ќе ги ставам во една голема група кардиоваскуларни ивенти настани. Значи движењето, физичката активност е всушност клучна во речиси сите третмани за повеќето заболувања. И како превенција секундарна за повторување на проблемот. Една од клучните, меѓутоа и ги споменавме уште многу други. Да, моето последно прашање за денес се однесува на можноста да се повтори фацијалната пареза. Дали постои шанса за такво нешто? Секако дека постои, ретко може да се случи, меѓутоа се случува да се повторува кај одредени пациенти. Со оглед на тоа дека главната причина е вирусна инвазија, секое нарушување на имунитетот, секоја нова инвазија на вирусот, секое изложување на стресна ситуација каде што кортизолот ќе ни го наруши имунитетот и ќе имаме реактивација на одредени вируси, посекако не воведува во ризик да нели повторно добиеме периферна пареза на фацијалниот нерв. Значи да се заштитиме и од стресот и да го билдаме имунитетот. Оние кои што имале фацијална пареза, потоа се плашат да престојуваат во климатизирана просторија. Леле, да, сум чула ова, да, точно. Избегнуваат да патуваат покрај отворен прозорец. Нека не се секираат, значи тоа не е главната причина. Апсолутно причината е нарушен имунитет. Подобре повеќе да работат на подигнување на имунитетот на телото, отколку да се не плашат од вакви работи. Секако, ако директно им дува климата или прозорот, им создава дискомфорт, пошто, бидејќи самото оштетување на нервот знае да остави некои последици на преосетливост на таа страна од лицето, меѓутоа дека тоа ќе ги воведе во ризик да добијат повторно пареза на нервус фациалис, апсолутно не. Професор, ќе ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Ви благодарам на поканата. Почитувани, тука го заокружуваме денешното издание на емисијата. Ви посакувам пријатен ден.